Ще работи господин Оливер Спасовски да се обрати. Почитуван заменик министър Нохију, почитувани директори, државен секретар, почитуван заменик председател на владата на Република Северна Македонија, госпоѓа Шекеринска, почитувани министри, драги амбасадори во Република Северна Македонија, почитувани присутни, почитувани членови на семејствата на загинатите бранители, ценети припадници на македонската полиција, почитувани представници на медиумите. Чест ми е што се обраќам денес пред вас по повод Денот на македонската полиција. Задоволство е уште поголемо што денес сите ние сме сведоци на она што го постигнавме во изминатиот период. Навистина се соочивме со многу предизвици кои беа резултат на општествено-политичките текови во нашата земја, но и резултат на негативните искуства во минатото. Денес Министерството за внатрешни работи веќе јасно ги има контурите на институција која што представува заштитник на слободите и правата на граѓаните, на нивната сигурност и безбедност, како и на сигурноста и на безбедноста на општеството во целина. Со нашата јасно декларирана политичка волја за промени, полицијата како фундамент на севкупната безбедност во државата зачекори во период на интензивни и динамични реформи. И во овие реформи Министерството не настапуваше самостојно. Напротив, работејќи заедно со меѓународните партнери, академската јавност и граѓанското општество, ги отворивме вратите на институцијата која претходно беше недопирлива. Транспарентноста, отчетноста и одговорноста се вообичаени и општо прифатени правила на работење во ова министерство. Понекогаш очекувањата се поголеми, а перформансите се на чекор до нив, но секогаш вистината е таа што ја соопштуваме во јавност. Ги поставивме новите рамки на визијата за полицијата како реален сервис на граѓаните и пред нас допрва се поставуваат нови, исто така важни задачи и цели, чија имплементација и операционализација ќе донесе објективни професионални стандарди и вредности во чија што основа стои најкруцијалното од сите начела, а тоа е владењето на правото. Она што всушност и е најважно и за граѓаните и за државата. Сакам во оваа прилика да нагласам дека во текот на историскиот развој на Министерството за внатрешни работи, особено во периодот од осамостојувањето до денес, имаше многу подеми и падови, добри и лоши работи, реформи и навидум реформи. Но лично сум убеден дека сето тоа како практика сега е веќе зад нас. Нашата држава, после деценискиот застој, направи извонредно голем чекор напред во конечното остварување на примарната стратешка цел на државата, наше целосно, полноправно асоцирање во евроатлантските интеграции. Тој чекор мора подготвено да го следат сите институции на системот и следствено на него да се надградуваат, унапредуваат, професионализираат, стандардизираат. Полицијата тоа без дилема го прави. Од денешна перспектива можеме слободно да констатираме дека Министерството за внатрешни работи, сите негови организациони единици во доменот на своето работење веќе се етаблираат не само како сервис и партнер на граѓаните, туку и како респектибилен партнер на надворешен план, активно ангажирани во мноштво регионални
и други меѓународни иницијативи, асоциации и проекти во речиси сите области од безбедносната сфера. Следејќи го доследно пулсот на времето на регионалните и глобални политички и безбедносни трендови. Реформските зафати и доближувањето, односно нормативно професионалното хармонизирање до стандардите на современите полициски служби и на нивните полициски практики, како и успешната соработка со земјите од регионот и Европа, ни дават право да бидеме упорни и истрајни на тој наш пат на градење стабилно и просперитетно општество. Општество за сите кои живеат во Македонија, во кој што витален интерес ќе бидат перспективите на сите граѓани. Како министер, навистина сум задоволен што во овој период на предизвици и реформи ја имавме поддршката и соработката со земјите членки на НАТО и Европската Унија. Особено интензивна со земјите кои се наши стратешки партнери. Но исто така, воспоставивме и одлична соработка со академската јавност и граѓанското општество. И во оваа прилика на сите нив им благодарам од свое име и од име на сите вработени во Министерството. Посакувам и во иднина да бидете наши партнери и заедно да ги прославуваме сите успеси и на Министерството и на нашата држава. Честопати на овај ден, денот на македонската полиција, се вели да се биде полицаец, припадник на Министерството за внатрешни работи, е голема чест и голема одговорност. Јас лично, не само заради должноста што денес ја имам да бидам на чело на ова министерство, искрено сум верувал и верувам дека е тоа токму така. Но дозволете да отидам еден чекор понатаму и да кажам, има времиња во кои просто се очекува од секој припадник на полицијата таа чест и одговорност да ја покажат и докажат повеќе од било кога. Почитувани колеги, припадници на Министерството, од вас, од нас граѓаните очекуваат да бидеме вистински и безкомпромисни чувари на законитоста, на редот и поредокот, на сигурноста и безбедноста на секој граѓанин. Јас сум вашата поддршка и заедно ќе одговориме на новите предизвици. Во свое име и во име на раководството на Министерството за внатрешни работи ви го честитам 7 мај, денот на македонската полиција. Вие сте столбот на ова мирно и демократско општество. Да живее македонската полиција. Благодарам.